неустрашливиот, откачениот и храбриот, секогаш расположен за стендап. Сашо Тасевски! Не е крив ни Заев, ни Груевски, ни Бранко, ни Љупчо, ни Бучко, бе. Ние сме говна, бе. Овде никој не си ја гледа својата работа. Овде малограѓанштината има 1000 лица. Погледнете само, искочите на улица, одма ве зјапа некој. Шампиони сме уз јапање. Замислете дека сте некоја жена така надарена и трчате сега на кеј или во парк. Си трчате. Секој што види од спротивен правец ве зјапа. Прво ве зјапа у лице, после у цице и на крај у пице. Кој ќе се разминуете, го крева погледот од пице на лице. Еден ако не ве погледне, одма знаете дека е странец. Али него ако го сретнете после 5-6 месеци, и он ќе ве зјапа као говедо. Одма го научиле маме му ебам норвешко. Али, олимписки шампиони уз јапање се пензионери, бе. Затоа што они се нон-стоп на улица. Освен на први која се у банка кој им доаѓа пензијава. Пензионери, бе, ви се кој X-Men те скенираат. Те зјапаат онака устав мирно. И одма ти прават магнетна резонанца. Те фатат ли на радарот? Главоболка не ти гине. Може и да не ти се дига еден месец. Травматологиите по болниците се преполни од нив, бе. Те погледне ли пензионер поише од минута, одма те урочуе. Паѓаш и фрактура на глава и скршеница на нога не ти гине. Кој идеш по улица, шахтите сами се отвараат пред тебе. Али бар имаат една мана, што се спори, па можеш лесно да им избегаш. Али не се секирајте, они ќе си најдат друга жртва, па затоа излегле денес. Друга малограѓанска работа што ја правиме. Маж и жена. Излезат надвор или дечките, одма тука си почнуваат да си ги решаваат приватните и семејни проблеми. Стоко! Па ги спичка сите пари у кладилница! Чути, не се дери, сите луѓето слушаат. Мие гајле, ме боли пичкава! Нека го слушнат и ова тогаш! 6 месеци сум немала секс со тебе! Па нормално си немала кога цело време имаш добиено. Конјо е, да њали сум ти кажал така, како не ти е срам да лажеш, а сестра ти што го зема цело наследство. Па го зема затоа што она се грижеше за мајка ми која беше болна, ти злато и мочаше у супата. Сега јама да те прашам тебе нешто, зошто у последно време све директорот те носи дома со кола? Па ти си бил ненормален, говедо едно. Па зашо ме сматраш ти мене? Па јас сум поштена жена. Па ти немаш појма колку човекот е фин, образован, културен, елоквентен, па колку е искрен со мене. Ми вика, тебе те доживувам злато као сестра, на тебе уопште не ми се дига. И тебе тука ти онака со 2 прста да ја задавиш у моментот, кога гледаш еден пензионер од страна, те зјапа уста. Се извинувам, синко, каде има тука амбуланта? Сега ќе ти кажам каде има амбуланта и на тебе и на неа, маме, ви ебам ваша. Мрш! Исто, у светот сме многу познати по тепање деца. Луѓе, ние со тепање ги воспитуваме децата. Каде бе сега у Европска унија кој ќе влеземе без со тепање деца? Не може така. Имам кум во Белгија. Му викам, куме, шо правите? Викам, вие ги тепате децата ако се немирни? Не, мој куме, некој да те слушне. Какво тепање бе, вика, овде дудриш дете до животна робија, не ти гине бе. Па добро бе, куме, шо им правите кога здисуваат? Па куме, ви сега, ние други работи им правиме. Ненормални тоа белгијанците, кои се немирни деца ги заврзуваат у подрум и не ги пуштаат од подрум едно 15 години и после у Црна хроника само ќе прочитате што друго им правиле умеѓу време додека биле затворени. Али затоа ние сакаме да си ги тепаме децата, бе, одма тоа нервозата да ни излезе. Тоа е балканското наше, богемското, бе. Нема кај нас трте мрте.
Имаме и методи развиено како да го тепаш детето у јавност, а никој да не примети. Да, имаме методи. Например, у јавност, например, ја користиме онаа најселска финта. Ако дете во нешто здиси у јавност, само му доаѓаш онака насмеан и му викаш срце, душо, джигер магарешки, штрак, и одма вака фризура си местиш. Али, ако е малиот стварно неваспитан, и ако на тоа на глас почне да се дере, што ме удираш бе ти тука сега? Тогаш одма одиш у втора фаза. Онака дискретно го подгазуваш на нога, за да не може да бега, го фаќаш овдека за косата на дувот и така го потегнуеш да ти остане коса у рака. Ако и после тоа продужи да урла, идеш у трета, финална фаза на обрачунот, му збрцуеш прсти у ребра, го креваш вака горе му и кажеш заќу ти, ке ти ебам пичката мајчина говедо едно. Ако и после ова не престане да урла, тогаш, значи, детето ви е страшно талентирано. И од него гарант еден ден ќе стане политичар или министер. Оти само они не се разбираат од збор. И што? Друга малограѓанска работа, бе. Абе, многу лажеме, бе. Ај, добро, овие политичари, бе, што лажат, затоа зимаат плата. Ама ние, обичниот свет, како лажеме. Бацај, иди, бе, ти иди, абе, ќе дојдам ја, ти само иди. Абе, Булјо, абе, не ли рече дека ќе ми се јавиш, бе? Булјо, абе, само што помислив на тебе, абе, го земав мобилниот рука, само што сакав да ти свртам, ама ти беше побрз. Слушни ме, смири се, слободно да идеш у банка, парите ти се пуштени, те чекаат на сметка. Абе, сега бев у банка, нема ништо на сметка. Немаш пари на сметка, па да ти ебам банката, педерска да ти ебам. Ебе, комша, абе, нели рече за керка ми близок си со овој министерот, ке му се јавиш да му кажеш да ја вработи уелен вамо тамо. Комша, ке му се јавам, мислам, знаеш дека сме близки, ке му се јавам, ама ништо не бил арен денојве, наредната недела ќе биде. Брат, како се ебе онаа мала, нај се растура. Си ебел? Не бе, не брат, ама ми раскажува едни другари што ебеле. Луѓе, ние сме страшни малограѓани, а цело време глумиме финоќа. Тоа е најголемиот проблем. Еве да ве прашам нешто индискретно. Мислам, нема врска со секс, пошто доволно правевме муаве за секс. Абе, мастурбирате често? Не, стварно, дали мастурбирате? Има некој што мастурбира? Че да видам вака, по очи се позна. На тие што мастурбираат вакви им се очи. Че да видам? Не. Па добро бе, шо правите дома, читате поезија? Не бе, знаете зашо ве прашувам? Викаат дека дркањево го зајакнувало имунитетот. Па ја вака, ако продужам да отресам, ке станам отпорен на метак. Само дркањево, пазете, има една голема мана. Од многу дркање се оптеретуваат ушите. Оти ко дркаш цело време, пазиш да не влезе некој. Мене, например, многу ми се погоди дркањето и затоа многу касно се женев на 35. Овие сега муживе, па и после 40 не им паѓа на памет да се женат, бе. Си викам, па шо бе, глупо е да се жениш после 40 за малце. Али тешки малограѓани сме, кај нас. И за мажи и за жени важи тоа. До 30 сам се жениш, после 30 цело село те жени. Така јако бе Ферген, ќе отидам на некоја свадба, влезам у тоа салата за дочек, одма ќе ме нападнат 100 родни пријатели. Ајде, ти си следниот дал Господ! Ајде, ти си следниот дал Господ! Абе, ми се одмили идење по свадби. Абе, ми се одмили жени да гледам и да бркам. Абе, на секоја свадба исто. Ајде, ти си следниот дал Господ! Викам, како да се отарасам од душегрижници, и на крај ми текна. Почнав истото да им го зборам, али кој ќе ги сретнев на погреб. Ајде, ти си следниот дал Господ! После тоа и на свадби ме избегнува. Али најуникатни сме на плажа у Грција. Муживе сите
облечени у купачи, спидо од 1993, избелени од 100.000 перења, или у шорцеви од пазарче за 100 денари. А на сите им кажуваат ги купиле у Nike, само знакчево им паднало од солената вода. Еј, со тие шорцевите, секој пат кој ќе се наведнат вака, смајли ти праќаат со гзот. Овие жени, бе, ниедна на пешкир не лежи. Боже, пази, сите лежат на дупла лежалка, до нив нес без вода. Кој ќе се сврти келнерот на друга страна, само го допунуе несот со вода. Купачите од децава обавезно ги сушат горе на чадори. Ги знаат сите пасворди од Wi-Fi на 200 метри радиус на околу. Кога седнуваат да јадат, абе се сликаат со све. Со све и одма ставаат слики на Инстаграм и на Фейсбук. Абе прават селфи со све. Од салфетките до кучето на газдата на таверната. Се сликаат и со јадењава на другиве маси. И се дерат на плажа. И зјапаат на плажа. И тепаат деца на плажа. И лажат на плажа. И селјаци се на плажа. И не само на плажа. Еве. Кај матка во Скопје, па некој нешо матка. Овие од Дуи направиле дивоградби платформи плева. Али, која излезе Шилегов, ко крали Марко на прес, која удри со тоа рачиштото вака по маса, ждрак. Сакам да ги срушам сите дивоградби, ама не можам. Тоа е исто која да кажам, сакам да ја срушам Анџелина Џоли у кревет, али не можам. На Шилегов му биле рацете врзани. Веројатно кој што се нозете врзани на Анџелина Џоли. Абе виша сила, уствари, што се однесува до Анџелина Џоли, јас сум кај неа проблем, ја бе не и давам. Али што е вишава сила кај Шилегов, која е над законите и која што му ги држи врзани рацете, немам појма. И сега шо? Сега нишо. Летово најубаво да се организираат на тие платформи Мисна дивоградба 2019. Ке се викнат мисици од Приштина и Тирана, појачени со естрадни уметнички украинки и србинки од Велешта и Джепчишта. И журка топ. Локацијата е бомбона. Тоа природата на платформите, луѓе кои бил тамо е недопрена. Мислам беше недопрена, сега тамо сечат дрва на диво, а малце подоле од платформите ублизена на ова на населбава пала ѓубре, исто така на диво. Што значи, ние сме у принцип диви луѓе. Диви луѓе у тесна кожа. Али, затоа, у загадување сме први у светот. Скопје минатава година стана светски шампион во загадување. Значи, не сме само први у јадење гомна на Фейсбук и у загадување сме први. Скопје бе светски шампион у загадување. Не е тоа случајно. Знаете на јапонски што значи Скопје? Градот у кој што прдна Годзила. Овие се од општина град Скопје решиле да го пријават на конкурс за најзелен град у Европа. Ако мислат за град со најзелени граѓани у Европа, па имаме шанси за титула. Абе у Скопје луѓе пушат за да си ги исплакнат градите од темпи честички и од смог. Абе децава у Скопје не искашлуваат шлаем, туку горгонзола сирење. Најпосетена игротека у градот е оваа клиникава, болницава за детски белодробни заболувања. Деца плева внатре, бизнис на годината, али овие од невладиниве што се борат против загадувањето решија да стаат точка на тоа и ги викнаа на многу важен состанок градоначалникот на Скопје, министерот за екологија, овој командант Вентили што ги затвори вентилите у Липково кога беше 2001 војната, и овој замеников министер Макрадули. И дојде мислам дојде на состаноков Шилегов, цело време си играше Candy Crush на мобилниот, на кур не ги стави. Овој командант Вентилито уопште не дојде, а овој замеников министер, он заспа. И на овие им било непријатно да го будат, пошто знаете како е кога си у опозиција 12 години и чекаш функција, тоа е многу заморниш, ако ќе добиеш функција, редно е малце да одмориш. Али, како и да е, на крајот на состанок се донесоа 3 важни заклучоци за заштита и превенција на нашето здравје. Првиот заклучок, да се воведе подитно дишење пар-непар. Денес дишеш, утре не дишиш, заутре пак дишиш. Втор заклучок, да се дише исклучиво кој има ветар, а ако не дува ветар, нема дишење. И третиот заклучок, кој што е најважен за превенција на нашето здравје, е да се иселите сите у Германија.
Така е, луѓе, кога имаме политичари кои што се микс од мува и комарец. Ем јадат гомна, ем тија цицаат крвта. Арно, ама у Македонија, у Северна Македонија, не е најпознат инсект муват и комарецот, туку пајакот. И тоа не е оној обичниот пајак, туку оној што крева коли. А главниот јунак во приказнава е Газда Беќо од Дуи. На пример, он е легенда. Голем дипломат, само што не вози со дипломатски таблици, он уствари уопште не вози со таблици. Многу ебе Мераклија да паркира на сред раскрсница и да сиде да си пие чај. А нашите полицајци кон него се однесуваат како голман на пенал. А ако го видат Газда Беќо лево, они идат десно. Така и тој ден, Газда Беќо си го паркирал джипов на сред булевар, си отишол да пие чај. Дошла некоја полицајка со пајакот, видела непрописно паркирано возило, му рекла на пајакот, кревај го. Арна, ама тогаш се појавил Газда Беќо. И онака многу културно и пристапил на полицајката, многу љубезно и врзал два шамари, си седнал у джипот и си отишол. Никој со прст не мрднал. Газда Беќо така да удареше американска полицајка од американската демократска полиција. Прво, ќе го убија тука на место, па после ќе го приведа. Така се прави тоа тамо, демократски. Али нашава полиција е многу фина, љубезна. Она излегува со соопштенија за јавноста. Вчера, околу 12 часот, нашата службеничка СБ видела непрописно паркирано возило во сопственик на лицето ГБ. И му рекла на пајакот да почне да го крева возилото. Меѓутоа, во тој момент се појавил собственикот на возилото ГБ, кој многу љубезно ја замолил полицајката да не му го крева возилото. При тоа, лицето ГБ ждригнало, зашто претходно јадело макало со лук. Полицајката, заплисната од здивот на лукот, инстинктивно се вратила неколку чекори назад и со лицето удрила 3-4 пати во пајак возилото. Ждрак, 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 ждрак. При што се добила со тешки лицеви повреди. МВР, СДС, ДПМНЕ, многу жали за несрекниот настан и му се извинуваме на лицето ГБ што му ја кревавме колата, со ветување дека никогаш повеќе нема да му ја креваме. Во исто време го информираме дека против пајак возилото ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Многу откачено е. Исто кова со исто половиве бракови со посвојување во деца и со бришењето на именките мама и тато и нивна замена со родител А и родител Б. Не ви е тоа откачено, а малца, нели е фенси, европски малца, онака, многу е јако. Вие го сваќате тоа? Мислам, пазете, не ме сваќате погрешно. Мислам, ја не сум ни хомофоб, не сум ни верник, мислам. Мислам у принцип, ајде да кажеме, не имам обичај да се дефинира, али да кажеме дека сум атеистник. Ама луѓе, традиционалниот брак меѓу маж и жена подразбира баланс. Знаете на каков баланс мислам? Например, едниот од партнерите секогаш стои што го моча капакот на шолјата затоа што моча стоечки. Меѓутоа затоа има друг брачен другар на кој што тоа мочење на капакот на шолјата му смета затоа што овој моча седечки. И цело време се обидува да го воспита својот брачен другар што моча стоечки да му каже дека тоа така не треба. Тоа е тој баланс природен. Сега, ако се двајца истополови машки партнери у браков, нема кој на кого да делува воспитно образовно да не го моча капакот на шолјава. Уште ако имаат посвоено машко дете, па кој ќе му каже на тоа дете дека не е хигиенски да моча капакот на шолјата? Абе тие деца ќе бидат постојано дезориентирани, нема да знаат кој правец да го фатат. Дури под услов и да остане она именките мама и тато. Замислете се ова дете оди кај едниот од двајцава машки родители и му вика: "Тато, тебе голем ти е?" "Да бе сине, али нека она мама." Или замислете сега детево слуша дома караница меѓу машкиве родители. "Злате ме! Па пак си ми ги земал розевките танга, па тие се мои, твоите се овие виолетови со мечиња, па немој да си таков. Сакам одма да ми ги вратиш, одма. Или замислете, детево иде во школа од истополови машки партнери, иде во школа и нормално ќе чујат некој другарче дека мајка му го родила, го извадиле од стомакот на мајка му и сега детево нормално ко дете љубопитно ќе дое дома, ќе застане пред двајца машки родители, ќе ме рече: "Добро бе луѓе, кој од вас двајца ме роди?" Шо ќе му кажат? Бе? Тетка ти те роди? Абе деца уште пред да влезат у пубертет бардовци ќе фатат бе. Абе цел светот иде у курац, начело со нас. Виенски бал во можеби најгрдиот главен град во Европа, Виенски бал во Скопје. Тоа е исто кога да туриш тартуфи у компир манџа.
1200 евра резервација на маса. Уште 2000 евра за нова гардероба. Многу е глупо да те видат устарата од минатиот бал. Тоа, после балот фрчат слики на Инстаграм и Фейсбук. Благородништвото од Делјадровци и Конопиште сака да се покаже. Лордови и грофици у полн сјај. Лордови и грофици у полн сјај. Иако малку подзаборавиле на првиот сек што го имале у шталата на дедо им, доека на метар од нив испарувала свежата лепешка на кравата Руменка. После балот, на враќање дома пак ќе се измочаат у лифтот. Абе, многу е тешко да додржиш овие сортни вина, нели, и шампањ француски. Шприцер со сортно француско вино од 1947 многу ја дуе бешиката. Сабајлето мамурни пак ќе го остават ѓубрето пред врата да ферментира 2 недели. Или со него ќе огаѓаат контейнерот од тераса. Абе, некои работи не се учат преку ноќ. Например, да научиш да играш валцер на Штраус. Оној, кореографот што им доаѓа 2 недели пред балот да ги учи за 200 евра од саат да играат. Па не е семоќен. Ги гледаш на балот, пак се подгазуваат и се смеат као шлакнати. Значи не постои таков бал што може да ја покрие нашата малограѓанштина и простотилак. Виенски бал, направен по концептот "Где си била кад сам био Нико", не е ниту бал, ниту е виенски, селски е, ги прави уште поголеми селјаци. Затоа, џабе го сменив мимето у Северна, кога станавме малограѓани у душа, а проблемите ни останаа исти. За овде да се решат сите проблеми и да дое живот у Македонија, не треба да влезат у коалиција СДСМ и ДУИ или ДПМН и ДУИ со БЕС или не знам како. Овде за да дојде живот, треба у коалиција да влезат Дедо Мраз, Златната рибка и духот на Аладиновата ламба. Само таа коалиција ни е спасот. Покажавме ние дека не сме способни да имаме стабилна и правна држава. Џабе Адам и Ева беа македонци. Не се смејте. Вистина беа македонци, има и докази за тоа. Знаете по што се гледа? И они беа голи и боси као нас и замислуваа дека се у рајот. И не се само они македонци, од познативе светски личности, а има и други. Ова црнкињава водителкава Опра, не се смејте, исто е македонка. Абе не се смејте, чистокрвна прилепчанка. Знаете како го има добиено името? Ко била млада, ко се шетала по чаршијата во Прилеп, секој што ќе ја видел викал: "Море, види го какво е ова црново да му го опрам." Да им го опрам ја и на овие председателскиве кандидати што беа. Ај, 20 професори се тепаа кој да биде председател на Северна Македонија. Абе да пресечеш вини од досада, бе, ко фатија да се тепаат со цитати на Хобсбаум, Черчил, Де Гол. Абе, порано беше задоволство да се гледаат во разни кампањи Љупчо и Бранкове. Тоа беше романтично време. Кој ќе му речеш едниот на другиот, бране, абе, мавни една црта, бапни виски, дој ќе правиме муабет. Љупчо, абе, не ади гомна. Барем ја као тебе не се облакам у генералски шинели, не се гледам гол предогледало Нарци 7 пизда ти матер. Ој, новиот председател Стево за време на кампањата само идеш и само ги тапкаше по рамо вие граѓани. Тоа го избра, сега ќе биде кој ве тркалам, сме го гледале тој филм. Оваа Пасилјановска, она као да беше кандидат на некоја интергалактичка федерација и као прв пат у Македонија да дое. Абе, ништо не беше јасно, еј. А? Кај сум сега, у Кавадарци или у Неготино? А? Абе,